Ана, неодамна ја лансиравте платформата Linker. Што представува оваа платформа и од каде потекна идејата за ваква платформа? Така, платформата Linker е студентска платформа, прва во Македонија. Таа е направена од страна на студенти на УКИМ и има една единствена цел, да им овозможи на студентите полесно да најдат флексибилна работа, која што ќе одговара на нивните потреби и нема да се коси со нивните студентски обврски, а на компаниите да дојдат до млад и мотивиран кадар. Linker им нуди неколку услуги на студентите, тоа е финансиска независност, можност да најдат работа која што ќе биде прилагодлива на нивните обврски со факултетот и професионален и личен раст. Linker го креиравме за да биде линкот помеѓу студентите и компаниите и така секоја компанија би можела да најде млад и мотивиран кадар кој што ќе работи, ќе одговори на тие позиции. Исто така ќе им овозможи на студентите студентска пракса и така. Linker исто така е наменет за сите компании кои што нудат флексибилна работа за студенти, студентска пракса, студентска работа и се добродојдени на платформата да се приклучат доколку нудат такви позиции. Идејата за Linker е да се подигне студентскиот стандард и да се намали студентската невработеност. Исто така имаме и добри примери од регионот. Еве на пример во Словенија овој систем на студентска работа функционира одлично и имаме многу студенти кои што го користат и можеме да кажеме дека тоа е еден добар пример и би можело тоа да функционира и кај нас. Колку студентите се заинтересирани да работат додека студираат, со оглед на тоа дека голем број на компании се жалаат дека имаат недостиг на кадар? Студентите во последно време навистина се заинтересирани да работат додека студираат, особено поради потребата за финансиска независност, за стекнување на практично искуство и за јакнување на нивните вештини. Потоа, нивните можности за работа се ограничени поради тоа што мал дел од компаниите нудат флексибилна работа за студенти и мислам дека ова е одлична можност, ова дефицитот на студентски кадар е одлична можност за студентите да се вклучат во работниот процес и компаниите да почнат да понудуваат повеќе работни позиции за студенти, флексибилни работни позиции кои што ќе бидат на пример работа на проекти, 4 часовна работа или на пример неколку дена во неделата. За време на летниот период популарни се програмите Work and Travel или Работи и патувај во голем дел од европските држави, но исто така и во Соединетите Американски држави. Како да ги задржиме младите дома, а да не одат да работат во странските држави за време на летниот период? Според мене, секогаш одреден процент на студенти ќе одат на Work and Travel, затоа што оваа програма не само што им нуди стабилна работа за време на летниот период и добра заработувачка, таа им нуди вмрежување со повеќе култури, како што кажавте, патување, можат да видат како функционира таму системот и се тоа, но за да задржиме одреден процент да не одат на страна, односно на овие програми, можеме еве на пример со понуда на флексибилни работни позиции, на студентски пракси повеќе платени, исто така и летна работа за студенти. Така. И, например, треба повеќе трудот да се цени, затоа што нормално дека студентите не можат да имаат искуство кога се студенти. Велиме, младите се нашата иднина, но исто така тие си нашата сегашност. Колку и дали државата вложува во младите во Македонија? За жал, се уште не вложува доволно и мислам дека нема млад човек кој што ќе каже да, еве, државата вложува доволно во нас. Затоа што ние имаме сериозни недостатоци во однос на животниот стандард на студентот и општо на младиот човек. И јас би сакала овде повеќе да зборувам за односот на државата спрема студентите. Еве, на пример, студентите земаат студентски оброки и студентски стипендии, но мислам дека тие можат да бидат и повисоки и треба да бидат повисоки.
Па така, мислам дека државата треба на тој начин со покачувањето, државата ќе покаже дека се грижи за студентите повеќе. Еве, на пример, можат да го вратат и мерката за меѓуградски превоз, што беше лани актуелна, што оваа година веќе ја нема, може таа да се врати. И потоа што е рак рана на студентите, тоа се условите во студентските домови. Сите знаеме моментално какви се условите и мислам дека државата треба повеќе да се насочи кон подобрување на условите за студентите. Исто така и со тоа што ќе му возможи на студентите на еден начин да заработуваат, односно да работат со пола работно време. Исто така ќе покажат дека се грижат за нас студентите и за нашиот стандард. Така, а при тоа нема да ја загубат стипендијата, Да, при тоа нема да ја на... загубат стипендијата, домувањето и стипендиите. Така, а на за крај на нашиот разговор, кои се следните активности што ќе ги реализира Универзитетското студентско собрание при УКИМ? Универзитетското студентско собрание при УКИМ ќе ги реализираме ние веќе многу активности, но еве на пример утре одиме на тимбилдинг во Маврово. Посетеноста од студентите на вистина ќе биде висока. Исто така имаме неколку иницијативи кои што веќе не се изработени. Тоа се иницијатива за воведување на пократки професионални студии слични на Ausbildungот во Германија, тутор систем со одлични студенти, иницијатива за интердисциплинарни студиски програми со формирањето на новите програми, иницијатива за унапредување на универзитетската инфраструктура на сите кампуси на УКИМ, иницијатива за олеснување на процедурите за упис на странски студенти, бесплатен градски превоз за студенти на втори и трет циклус, како и дигитализација на ИСП картичките и аплицирање електронски за истите. Ана, благодарам за одвоеното време и за гостувањето во Македонија научно. Благодарам и на вас на поканата.